Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Најпрвин честит Великден на сите христијани. Денеска ќе зборуваме за лабораториски анализи и функционирање на Универзитетскиот институт Клиничка биохемија Скопје. Со мене во студиото е доктор Николина Гроздановска, специјалист по медицинска биохемија и директор на јавната здравствена установа Универзитетски институт Клиничка биохемија Скопје. Доктор Гроздановска, добар ден, ви благодарам што на овој празничен ден сте дел од Добриот доктор. Добар ден и од мене, и јас ви благодарам за поканата и воедно и го честитам големиот христијански празник, Великден на сите гледачи. Докторка, на почеток, зошто е важна редовна анализа на крвта, на какви сигнали може да укажат одредени параметри кои вие ги испитувате? Веројатно во животот највредното нешто е здравјето. За да знаете докаде е вашата здравствена состојба и било каква процедура да правите во здравството, потребни се анализи на крвта и другите телесни течности. Секој граѓанин би требало од прилика на 6 месеци да направи една контролна крвна слика. Зошто? Во денешно време, стресно, брзо време, живееме еден нездрав живот, се храниме нездраво и крвната слика е наједноставното нешто кое ќе ви укаже на некаков сигнал дека нешто се случува во организмот што не треба. И од тука, ако правите на секој 6 месеци една обична крвна слика, која што и не чини многу, а може да даде многу податоци, ќе знаете докаде сте од прилика со вашата здравствена состојба, без да имате никаков проблем. Секако, доколку имате здравствен проблем, па одите на лекар, лекарот ќе ви каже какви анализи понатаму ќе ви требаат. Меѓутоа, без лабораториски анализи нема ни една процедура во здравството. Така убаво објаснато, се започнува со лабораториските испитувања и секое истражување и патот до дијагнозата почнува токму од лабораториските испитувања. Може ли едно појаснување на гледачите што значат покачени леукоцити или лимфоцити, а од друга страна пак намалени вредности на хемоглобинот во крвта? Така. Со вашето прашање всушност го потврдивте тоа што го кажав јас претходно. Најчести заболувања во нашиот живот се, да речеме, инфекции. Така. Дали се тоа респираторни или какви да се, меѓутоа за таквите инфекции причинителите се различни. Може да бидат вируси, може да бидат бактерии, може да бидат други протозои и така натаму. Микроорганизми, да. Битно е да се одреди точно причината поради која што се јавила таа инфекција, затоа што од причината ќе зависи терапијата на состојбата. Во главном, доколку се работи за бактериска инфекција, се покачува бројот на леукоцитите. Значи, тие се одбранбените тела кои што се борат со бактериска инфекција. Доколку се работи за вирусна инфекција, тогаш ќе бидат пореметени лимфоцитите. Во почетната фаза ќе бидат малку паднати, бидејќи се истрошиле во борбата, а понатаму ќе бидат и покачени. Зашто е ова битно? Многу често се случуваме, се среќаваме со инфекции и велиме ме боли грлото, кашлам, имам температура, ќе отидам на лекар, лекарот не ми дава антибиотик, а мене ми е лошо. Зошто лекарот не ми дава антибиотик? Многу често тоа го прават граѓаните. Многу често тоа го правиме. Сега, карактеристично е што најчестите респираторни инфекции се вирусни. Така. И сега, штом не боли грлото и кашлеме, ние мора да пиеме антибиотик. Така велиме нели народски. Да. Од друга страна, сипаниците исто така се вирусно заболување. А сите знаеме дека за сипаници никој не зема антибиотик. Зошто? Затоа што антибиотиците не делуваат на вирусите. Всушност, антибиотиците делуваат на една мембрана, така наречена клеточна обвивка, која што кај вирусите ја нема. Што значи дека антибиотикот не делува на вирусите и вие нема да си помогнете земајќи антибиотик, од една страна. Од друга страна, доколку имате вирусна инфекција, а користите антибиотик, кој што реално нема да го уништи причинителот,
создавате можност да одредени други бактерии кои што нормално ги имаме ние во организмот, ние не живееме во една стерилна средина, тие да развијат резистенција на тој антибиотик и во следен случај наврат кога ќе имате вие всушност бактериска инфекција, кога ќе имате реална употреба за антибиотик, токму тој антибиотик да не делува на таа бактерија. Значи таа резистенција од непотребна употреба на антибиотици. И друга работа, сигурна сум дека често ви се случува сте пиеле антибиотик и потоа сте добиле течна столица, односно диареја. Така. Зошто се случува тоа? Во нашиот организам, односно во цревата, ние имаме добри бактерии, сапрофитни бактерии. Тие помагаат во метаболизмот на исхраната, создаваат бројни витамини од Б комплексот, од витаминот К, но исто така создаваат и секреторни имуноглобулини. Имуноглобулини се значи тоа се антитела кои што го бранат организмот од надворешни непожелни бактерии. Кога вие пиете антибиотик, тој не е селективен, не делува само на лошите бактерии, туку делува и на добрите бактерии и всушност вие си ја уништувате таа добра цревна флора. Затоа препорачувам секогаш кога ќе имате некаква инфекција, особено респираторна, да се направи крвна слика и да се утврди причинителот, дали е бактерија, дали е вирус. Така, ќе треба дополнително да се земе и бриз за да се испита и да се потврди за која Меѓутоа, еве гледате, наједноставна процедура лабораториска дава многу податоци и може всушност да ви го заштити здравието. Тука пред да продолжиме и за хемоглобинот, ќе ве потпрашам за леукоцитите, значи дали зголемената вредност може ако е над границите на нормалата, значи колку што е повеќе ни укажува дека имаме толку посилна инфекција во организмот. Точно. Причините колку е силна инфекцијата зависи од многу фактори, меѓутоа самиот показател дека леукоцитите се покачени над таа нормална граница, нели, за секој имаме од до, да речеме над 9 леукоцитите, дава некако сигнал дека е посериозна инфекцијата. Да. Во и треба да случај, се делува брзо. Треба да се делува брзо, меѓутоа никогаш не се зема во обзир само еден параметар, треба и дополнителни анализи и исследувања. Секако докторите се затоа тука. Так. А кога ќе отидеме кај матичен со лабораториска анализа и кога имаме намалени вредности на хемоглобинот, секој лекар ќе ни рече не ти е добра крвта. Така. Секогаш ние лекарите се трудиме да употребуваме народски говор, за да може секој да не разбере. Еве као и затоа ќе разговараме на овој начин. Така и јас разговарам за да може секој да ме разбере. Хемоглобинот всушност е еден протеин во крвта кој што е носител на железото, а железото е носител на кислородот и тој е потребен за да се пренесе кислородот од крвта во секоја клетка за да може да функционира. Доколку е намален хемоглобинот, еве ќе го поврзам тука и железото, нели, како носител на кислородот, организмот, односно клетката не добива доволно кислород. Тоа значи дека многу често ќе имате некаков осет на замор, на вртоглавица, на поспаност, на гадење некакво, а не знаете зошто се случува тоа. Од обична крвна слика ќе видите дека нема доволен број на потребен хемоглобин или сиромско железо. Исто така хемоглобинот пак се носи преку крвта во еритроцитите, значи содржен е во еритроцитите, така да и бројот на еритроцитите е показател за некаква анемија, доколку е намален бројот. Причините за анемија се бројни, меѓутоа, еве да речеме, при недостаток на железо или така наречена сидеропенична анемија, пак е поврзано најчесто со начинот на исхрана, значи недоволен внес на железо преку исхраната. И тука би ги спомнала тие некои начини на исхрана, режими на исхрана кои што се базирани на повеќе растителна диететски, еве така да ги речеме, Тврдам дека луѓето грешат, дека треба да внесуваат и храна од животинско потекло,
бидејќи во храната од животинско потекло се содржи витамин се нарекува фолна киселина, која што е задолжена за зрење на еритроцитите. Сега, само во продукти од животинско потекло има. Организмот има некои резерви и долго може да издржи без внес на фолна киселина, меѓутоа кога ќе се испразнат резервите, многу е тешко да се вратат назад работите. Значи, предупредувам, сепак не треба количински да се јаде, меѓутоа секогаш треба да се внесува разноврсна исхрана. Да не се претерува со веганство и да не со се претерува стилови, и да не се претерува и со количината, нели? Еве, токму и тоа ми беше следното прашање, тоа врста на исхрана за секој празник, така да и за овој празник често ќе ги слушаме маснотиите во крвта, бидејќи и таква ни е традицијата со јајца, со месо и останати продукти од млечно и од животинско потекло, меѓутоа ако се претера, што може да ни направат овие маснотиите, вклучително и холестеролот и триглицеридите? Така, многу убаво прашање, актуелно за периодов. Балансиран режим на исхрана со внесување на секакви врсти на продукти е нешто идеално, кое што треба да го практикуваме секој ден. Меѓутоа, еве, доаѓаат некакви празници кои што нели ни се дел од нашата вера и традиција, особено за Великден се нели фарбаните црвени јајца и секогаш си правиме некаква салата нели со јајца и со марола, мене ми е таа многу убава, но не смееме да претераме. Еве, да речеме, дневниот внес би го ограничила на 1,5 жолчка од јајце. Жолчката е проблемот. Тука се внатре холестеролот и тие масните работи, додека белката не е проблем, таа е протеинскиот дел од јајцето. Да се ограничиме барем во внесот на жолчки. 1,5 во 24 часа е доволно. Сепак мораме да внимаваме на тоа. Мастите кои што ги внесуваме во организмот се познати како еден вкупен холестерол, а тој вкупен холестерол всушност е составен од повеќе компоненти. Тоа се триглицеридите, добриот и лошиот холестерол. Холестеролот сам како за себе е една масна молекула, восочна молекула и како таква во човечкиот организам не може да се движи бидејќи нашиот организам е во најголем процент вода. Да. Водата и маслото никогаш не се мешаат. За да се движи во организмот му треба еден посебен носач, тоа се така наречени липопротеини кои што се создаваат во црниот дроб. Едните се HDL липопротеини, значи тоа е добриот холестерол и LDL лошиот холестерол. Значи тие се носачите кои што го транспортираат холестеролот во организмот до таму каде што е потребно. Зголемените концентрации на холестерол се причина за создавање на атеросклероза. Значи, тие големи количини, посебно доколку се врзани за лошиот холестерол, знаат да се налепат на зидовите на крвните садови и постепено како варовник на цевка да го запушуваат крвниот сад, а доколку комплетно се запуши, знаете, по срцето може да предизвика животот загрозувачки состојби. И така натаму. Сега, поради тоа, мораме да внимаваме на внесот на ваквите масти. Холестеролот, мислам дека малку неговите вредности се злоупотребени. Сите ги знаеме високите вредности и сите ризици кои што... Да, прво и тоа и често гледаме меѓу првите параметри дали ми е добар холестеролот. Дали ми е добар холестеролот, така. Но треба да се зема вкупната вредност, така? Вкупната вредност треба да се земе и треба секогаш да се земе во обзир со односот помеѓу добриот и лошиот холестерол. Значи HDL
во повисок процент треба да биде, ЛДЛ треба да биде во понизок Така. процент. Значи многу е битен и самиот сооднос на овие добар и лош холестерол. Но сакам да кажам дека многу често луѓето и претеруваат во намалување на вредностите на холестеролот, но холестеролот е многу битна компонента во човечкиот организам. Значи, тој влегува во состав на секоја клеточна мембрана. Транспортот на материи помеѓу клетките и телесните течности оди преку холестеролот. Сигнализацијата во клетката и меѓу клетките оди преку холестеролот. Од него се создаваат сите стероидни хормони, тука се тестостерон, естрадиол, кортизол и така натаму, значи многу битни хормони за нормално функционирање на организмот. Понатаму синтезата на витамин Д исто така е од холестеролот. Од холестеролот се создаваат и жолчните киселини кои што помагаат во варењето на храната, нели? Жолчката која што се истиснува во цревата за да може да се дигестира и метаболизира внесената храна. Исто така влегува во состав на швановите обвивки кои што ги обложуваат нервните завршетоци и на таков начин го пренесуваат нервните импулси, значи во многу битни компоненти го има холестеролот и моја препорека е да не се дозволува пониско ниво од 3,4 милимоли на литар холестерол. Значи и лошите и горните вредности над нормалата се лоши за човечкиот организам, меѓутоа и ниските вредности за холестерол попречуваат во нормалното функционирање на организмот. Добри совети и препораки. Доктор Гроздановска, еве, како да се подготват граѓаните пред да дојдат да им биде земена крв за лабораториски анализи? Повеќето можеби знаат, но секогаш не е на одмет да се повтори колку време пред испитувањето, што не треба да се пие и да се јаде за да имаме навистина реални вредности. Така. Значи, најгенерално вакво упатство за сите пациенти кои што треба да дојдат за испитување на лабораториски анализи е последниот оброк да им биде околу 19-20 часот, значи да има некои 12 часа пауза од последниот оброк до земањето на примерок за анализи. Во меѓувреме може да пијат само вода. Ништо друго останато. Ниту кафе, нити сокови, нити енергетски пијалоци, бидејќи сите тие во себе содржат некакви елементи кои што би влијале понатаму на резултатот, лабораторискиот резултат, се извинувам. Воглавном за сите анализи е тој принцип и најчесто освен тоа што треба да бидат гладни, треба да дојдат надоцна до 9-10 часот во лабораторија, затоа што едни се анализите, вредностите после одмор на организмот, додека не почнала да се активира, други се вредностите кога ќе почне метаболизмот да се активира, така што и да имаме реални вредности, да имаме реални наутро од сабања. Така е. Се случува да дојдат пациенти во 12 часот, ама јас не сум јадел, гладен сум. Не е проблем само да бидеш гладен. Но си имал физичка активност. Така е, си имал физичка активност, метаболизмот се активирал, вредностите не се исти во организмот после 9-10 часот. Да, сега ќе се осврнеме и на Универзитетскиот институт за клиничка биохемија со кој раководите. Ги опфаќа сите пациенти од клиничкиот центар, интерклинички, но и хоспитализирани пациенти на кои им се потребни лабораториски анализи, но и доаѓаат и пациенти по препорака на специјалист за поспецифични анализи. Можете ли да ни објасните како во пракса функционира сето ова и во просек колку пациенти дневно до 10 часот, 9:30, како што рековте, поминуваат низ вашите амбуланти, односно лаборатории? Така. Ние сме клиничка лабораторија во склопот на клиничкиот центар Мајка Тереза и нашиот сервис е 24/7. Значи лабораторијата работи бидејќи клиничкиот центар се справува со секакви состојби, нели имаме
трауми, собраќајки, срцеви удари, мозочни удари, значи ние Баш работиме ургентни состојби. со ургентни состојби, постојано мораме да бидеме спремни да ги изработиме анализите на кои што им се потребни на докторите за дијагноза и за терапија. 24/7 работиме за клиничкиот центар. Меѓутоа, за пациенти од надвор, значи кои што не се лежечки во клинички центар, земаме анализи само во прва смена и тоа најдесно до 12 часот од веќе кажаните причини. Потоа се намалува и бројот на вработени, а и бројот на анализи кои што се изработуваат, нели. Втората и третата смена практично работат за клиничкиот центар. За ургентните, за ургентните состојби, така. Ние, кога ме назначија во јули 2024, дневниот обрт на пациенти беше негде околу 400 вкупно како бројка. Меѓутоа, првиот проблем кој што се одлучив да го решам беше гужвата во чекалната. Кога ќе влезете и ќе видите број пациенти кои што чекаат за да добијат здравствена услуга, не е во ред, нели? Сите си плаќаме месечно здравствено осигурување. И мали ситни интервенции беа потребни за да се забрза целиот процес. Колку сега имате дневно од 400 за една? Па веќе стигнуваме бројка до 900 пациенти дневно, што е повеќе од дупло зголемена бројка на пациенти кои што добиле здравствени услуги во нашата установа. Систем на бројчиња, велам, во банка кога ќе влезам си има ред, си земаш бројче и точно знаеш на кој шалтер. Пример еден да ви кажам, значи во банка 20 или 30 има пред вас. Меѓутоа во ходниците на интерни клиники каде што сте сместени, многу често може да се слушне 150, 200 еве бројчето ми наред, дали ќе стигнам, а до 10 сатот земаат. Успевате ли сите еве овие 900 да ги поминете и да добијат здравствена услуга? Апсолутно да. Значи процесот е забрзан. Кога ќе дојдете кај нас со упат, нели, лабораториски, на самиот упат има една шифра со неколку бројки и букви, но има и баркод. Така. Претходно шалтерските работници го внесуваат тоа шифрата со бројки и букви, па додека ја внесат, па сгрешиле, па се одолговлекуваше процесот. Многу едноставно беше да се земат баркод скенери кои што го скенираат упатот. Точно се знае за кој пациент. Точно се знае, многу брзо оди тоа. Секунда му треба на скенерот да го прочита упатот и да ги превземе податоците за потребните анализи за пациентот, а воедно и податоците за самиот пациент, нели, од мој термин. Така што тука го забрзавме процесот 50% само со скенирање на баркодовите на упатите, а воедно го зголемивме и бројот на пунктови за земање на материјал. Значи и тука уште 50% го забрзавме процесот. Така што резултатот повеќе одвоено. Ете така. Наместо 2 часа чекање за да дојдат пациентите до шалтер за да може да го приложат воопшто упатот, сега не се чека повеќе од 15 минути и покрај дупло зголемената бројка на пациенти кои што добиваат услуга кај нас. И сите кои се регуларно закажани со упат се ја добиваат услугата, ниту еден не е вратен. Ниту еден. Значи во нашиот институт немаме мој термин. Немаме термини ограничено толку и толку пациенти ќе примиме во денот. Сите кои што доаѓаат кај нас со упат за Универзитетскиот институт за клиничка биохимија, сите се услужени. Ниту еден не е вратен. Сите. Како се забрзува процесот, така пациентите си кажуваат еден меѓу друг. Веќе не се чека на клиничка биохимија и веќе стигнуваме бројка од 900 пациенти. Добро е да слушаме вакви информации и за сите и останати установи и институти, но и клиники. Бидејќи сте веќе на терциерно ниво, за кои болести поспецифични анализи само кај вас се прават од цел клинички, па и од јавно здравство, еве да знаат гледачите, граѓаните, доколку не дај Боже имаат потреба?
Така, моментално специфичните анализи кои што ги работиме се тумор маркери, хормони, специфични анализи за брза детекција на срцево страдање, кои што не се работат на друго место, и работевме до скоро анализи за деградациони продукти на катехоламини, сега малку е стручен изразов, се работи значи за еден тумор на надбубрежна жлезда феохромоцитом, кој што испушта специфични анализи како инекција во организмот и одеднаш ви предизвикува вознемиреност, црвенило, висок притисок. Тоа трае кратко и после тој симптомите исчезнуваат и многу е тешко да се детектира. Тие анализи ги правевме рачно и сега веќе производителот кој што ни ги доставуваше тие реагенси не ги произведува. Таквите анализи веќе не се прават рачно никаде во светот. Се трудиме преку добавувачот да најдеме со соработка некаква од други земи нешто што останало па да ни достават. Во принцип веќе нема да се работат како такви, но тоа е предноста да си терциерна установа, нели? Така е, така е. Во договорот со фондот за одредување на буџет за 25-та година ги образложив пред директорите потребите од воведување на нови методи, нова апаратура со кој што ќе може да се одредат овие параметри кои што се битни за диагноза. Останати кои што се битни исто така за терапија. Најдов на огромно разбирање и буџетот за Универзитетскиот институт е зголемен за повеќе од 50% за 2025 и во планот за јавни набавки ни се ставени како ставки набавка на такви апаратури современи, софистицирани, со кои што ќе можеме да ги правиме овие анализи. За да излезете во пресред на пациентите и потнивните потреби. Апсолутно. Освен повеќе од двојно зголемување на бројот на услужени пациенти во текот на денот, даеве и податоците од мој термин кој успеав да ги обезбедам укажуваат дека имате дури за 390% зголемен учинок. Како дојдовте до ваков резултат? Што повеќе офатени пациенти и што повеќе навремено издадени резултати кои се клучни, уште еднаш ќе повториме, во понатамошниот третман на секој пациент? Така, значи апаратурата која што постоеше во Универзитетскиот институт беше застарена и репарирана. Најновите апарати кои што биле донесени биле од 2013 година, другите како нови зборуваме, другите кои биле донесени уште постари и репарирани. Так. И често се случуваше да се расипат, па доаѓаат сервисери, мислам да не речем секој ден. Кога ќе почнете да работите, започнал процесот на анализата, нели? Па застанал апаратот, сите тие анализи пропаднале, па треба повторно да се повторуваат. Тоа е зголемена потрошувачка на реагенси. Но и губење време за пациентот, драгоцено некогаш. Персоналот преморен. И со оглед на тоа што затекнав една ситуација, нели, одреден планот за јавни набавки, средствата се тие, со брендовите со кои што фирмите со кои што соработуваме, преговорав од сите, побарав да донесат нова апаратура, најсовремена апаратура со договор за деловна техничка соработка. Тоа значи дека они ни ги даваат нас на користење без надокнада, обезбедуваат 24 часовен сервис со бесплатни резервни делови и цената на реагенси да остане иста. И сите се согласија, сите донесоа нова апаратура, значи нова. Комплетно е сменета целата? Комплетно е сменета целата апаратура. Значи апарати со врвна технологија, кои што ги нема во Македонија, па ни во блиската околина. И тоа се интегрирани системи, што значи дека се поврзани два типа на апарати. Има дел биохемиски анализи и дел имунолошки анализи. По два анализатора се поврзани.
така што ние заштедуваме и на време, и на реагенси, добиваме точни резултати, немаме потреба да ги повторуваме анализите и сето тоа допринесува да се зголеми и бројот на пациенти кои што добиле услуги, бројот на анализи и економски ефикасно изработка. Од друга страна станувате навистина конкурентни на приватните, односно на приватното здравство и како уште повеќе да ги привлечете пациентите еве кај вас, бидејќи сите плаќаме здравствено осигурување, не да Боже кога ни треба навистина да ја добиеме таа здравствена услуга, а пред се клучна е пак ќе речеме лабораторијата. Така, впрочем, ние не сме конкурентни на приватните лаборатории. Сите имаат одреден буџет од фондот кој што многу брзо го трошат и после тоа не им е исплатливо да прават анализи. Повеќе им се исплати да дојдат пациентите кај нас отколку да одат кај нив. Така што не сме ние конкуренција, баш напротив им помагаме. Тука сте за социјална држава како што сме ние, за да може во секое време да добијат пациентите потребна лабораториска услуга за која е насочена од страна на специјалистот или матичниот лекар. Пред самиот крај на емисијата, кои ви се идните планови? Значи, како планирате ли уште повеќе да узголемите учинокот, но и да надминете тој лимит од 900 пациенти дневно? Имате ли доволно кадар, опрема, рековте, нова, односно капацитети, за да уште повеќе граѓани, односно пациенти, добијат навремена и прецизна дијагноза? Апсолутно да. Морам да кажам дека сите вработени во Универзитетскиот институт соработуваат максимално. Сите се горди што конечно можат да работат во врвни услови, или со врвна апаратура и сите соработуваат, даваат максимум. Јас сум многу благодарна на вработените. Имаме уште работа. Не сме завршиле се уште. Ќе има нови изненадувања, ама за тоа потоа. Да, тука сме. Ќе ве очекуваме за некој месец. Исто така што го нема во Македонија и во регионов. Подготвуваме, значи, мислам дека ќе бидеме горди на тоа многу. Ова од овие рутински анализи, нели, што ги правиме. За специфичните анализи се подготвуваме да почнеме да работиме молекуларно-биолошки анализи, кои што се битни за детекција на овие злочудниве болести, нели? Тешките опаки, како се вели, карциномите и останатите. Карциномите и останатите. Тоа е. Но за жал дел од се животот повеќе, тоа. Но битна е клучната и рана дијагностика, и за успешен третман, пак се враќаме на почетокот. И нели е битна таа веќе генска терапија, сакаме што повеќе пациенти да бидат опфатени со анализите за да можат доколку се подложни на таква терапија да си ја добијат таа терапија. А од друга страна пак исто така сакаме да помогнеме и на оние кои што сакаат инвитро оплодување да користат и таму има некои специфични анализи кои што им се потребни да ги направат, па ние во соработка со фондот би помогнале и тука што повеќе да си добијат таква услуга да може, нели, да се добијат принова. Така е, наталитетот да ни се зголеми. И повторно ќе кажам, методи и анализи кои што досега не се работеле, а софистицирани и за тоа ќе набавиме нова апаратура. Сакаме да воведеме и еден биомониторинг. Тоа е во склоп на зелената агенда на Европската унија, каде што сакат да одредат населението колку е оптоварено со овие секојдневни загадувачи и токсини од лесни тешки метали, пестициди, микотоксини и слично. Значи и за тоа треба посебна апаратура и преку крвта ќе можете да го испитувате тоа, навистина во Македонија тоа не се работи, значи кај луѓе такво одредување. Добро е затоа што навистина се соочуваме со тој проблем со децении веќе назад, барем да знаеме прецизно што дишеме и што ни оди во крвта.
како што се вели. Ето. Доктор Гроздановска, навистина времето не е ограничено, но ова ќе биде повод за сето ова што го набројавте да бидете повторно дел од добриот доктор, навистина со имплементирање на овие новитети кои ги споменавте. И уште еднаш ви благодарам што овој празничен ден одвоивте време и што споделивте искуства и пред се препораки до граѓаните. Јас ви благодарам за поканата. Со задоволство повторно ќе дојдам. Благодарам. Благодарам и вам, почитувам и вас, ви благодарам за вниманието со кое не следевте, ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а утре во Добриот доктор ќе зборуваме за алергискиот ринитис. Во меѓувреме останете со програмата на Сите од телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!